Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 57-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радиоемисија посветена на актуелните и на квалитетните ТВ серии, а денес ќе ви говорам за една контроверзна ТВ серија, околу која се дигна прашина од самото нејзино појавување, кое воопшто не резонираше кај нас, барем јас колку што сум воочил, без разлика што нели живееме во едно глобално село, ние имаме многу поголеми проблеми за да се преокупираме, нели, од наспроти маките на еден просечен американец, кога веќе се симулираме едно живење во квази држава. Ова серија стана провокативна не само поради изборот на тематските одредници, туку и поради наклонувањето на авторите на одредено специфично убедување, кое му го пласираат пред се на гледачот, што ги разгневи припадниците на спротивното мнение во црно-белиот свет, во кој што сметаат нели дека живеат, каде што јасно подигнуваат граници и ѕидови помеѓу себе. Погубноста на нашите и вашите најдобро ја искусува поделениот народ на Балканот, но сад не се имуни од оваа поделба на жителите. И поради тоа ќе ви говорам за црната сатира The Premise, антолошка ТВ серија која е диагноза на општеството во кое е создадена, односно рефлексија, малтене одраз во огледалото, кој можеби нема некому да му се допадне, но сериите кои им се допаѓаат на сите најчесто имаат нешто труло во нив кое нема се уште испливано на површина и за кое не сме дискутирале во општеството воопшто. Така што ова е провокативна серија, меѓутоа сметам дека треба да се обрне внимание и со оглед на тоа што не е толку долга во контекст на минутажата, мислам дека секој може да ја погледне во еден здив. На почетокот на емисијата слушнавме три композиции, односно слушнавме Sickle and Peace, Modern I Can Chew и Tear Drinker, односно тоа се три композиции од 8-миот студиски албум Hushed and Grim на одличниот прогресивен метал бенд Mastodon, од кој што кој издадува еден албум на 2 диска, ретко кој може да се пофали со квалитетно издание на 2 диска, меѓутоа и ова е едно обемно 90-минутно дело кое ретко кој може да го преслуша на репит и има време во денешницата да посвети доволно внимание, меѓутоа тој што ќе го одвои времето и тоа како има интересни моменти кои што во секоја композиција со своето долгогодишно музицирање Mastodon се има докажано зашто всушност се гиганти на ова поле. Меѓутоа не дека сите 90 минути се вредни да се напоменат, така што верувам дека има едно мало ремек дело кое се крие во албумот, меѓутоа секој слушател треба да си го препознае сам за себе, иако овие три композиции што слушнавте говорат за квалитетот на музичкиот пред се мајстор лук кој што го поседуваат овие музичари. А во продолжение традиционално слушаме една композиција од Rage Against the Machine, денес ја слушаме Wake Up од првиот нивен студиски албум, заради тоа што сте безобразни, тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет, ги слушаме Rage Against the Machine од севкупната нивна дискографија, со надеж дека по нивното преслушување ќе заврши овој ковид кошмар во кој што сите се наоѓаме. А доколку сакате да дознаете кои се проблемите на пробудениот американец, тогаш вие сте на вистинската фреквенција, која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 57-то издание на емисијата ТВ 103, посветено на The Premise, што е американска антолошка ТВ серија, создадена од страна на BJ Novak за FX на Hulu. На серијата и дадов шанса затоа што ме заинтригира искрено најавата која BJ ја правеше, додека гледав други епизоди од други серии кои беа работени за FX и ме заинтригира баш поради тоа, односно ми го привлече моето внимание заради тоа што BJ
даде многу дрски најави за тоа што може да содржи самата серија, а него го знаете од улогите во The Office и Newsroom, иако е продуцент и режисер на епизоди на The Mindy Project, на самата The Office, како и на представениот филм Vengeance. Ако не се лажам, до сега на 3 серии од понудата на FX на Hulu сум ви говорил во текот на емисијата, односно за ТВ серијата Devs, за Мис Америка и за American Horror Stories. Значи сме имале епизоди на ТВ 103, така што ова ќе биде 4-та серија од FX на Hulu, што значи дека половина од нивната понуда веќе е покриена од моја страна, а преостанатиот дел се само од личните A Teacher, Why the Last Man и Reservation Dogs, која најверојатно последната и ќе си го добие свое издание, ќе си добие свое издание на ТВ 103. Искрено бидам, многу интересна и прогресивна пред се понуда што таргетираат од FX, да биде промовирана пред се на дисрупторот, односно на бунтовникот во доменот на Дизни, односно Hulu, која искрено бидам е по мој вкус, со оглед на тоа што одстапувам толку време, се разбира, од оваа емисија за сериите кои што се на Hulu, кои се радикалниот стример на тоа што нивниот газда Дизни може да го понуди, така што се додека тие не мешаат прсти во овој исход, односно во оваа понуда на Hulu, конкретно сето тоа што доаѓа од FX, јас нема да се бунам и напротив ќе ги промовирам дополнително. Сега, серијата се емитуваше недела за недела. За жал, започна со првите 2 епизоди на 16 септември да се емитува, па потоа на 20 и на 30 имаше епизода и заврши на 6 октомври. Значи, рече 1 месец траеше, број 5 получасовни епизоди, што значи дека се гледа за 2,5 сати, колку што траат, нели, пролонгираните реклами кои вие ги нарекувате суперхеројски филмови. А за мене се токму тоа, 2,5 часовни реклами. Јас не можев да гледам недела за недела, тоа веќе го знаете за мојот темперамент, заради тоа што покажувам трпение кога треба и ги збирам заедно, односно ги складирам епизодите и ги гледам во едно седнување. Сепак кратки се и заразни се, мислам половина час трае една епизода, така што без разлика што не се поврзани, едноставно љубопитството преовладува. Се обидувам да во ТВ 103 да ви промовирам различни серии во текот на секоја недела, а не да се врзувам со 2, 3, 5 сезона на веќе постоечки, заради тоа што сметам дека има мал милион на ТВ серии и не треба да се лимитираме до тој стадиум. Сепак се разбира, доколку некоја серија си има своја круцијална 2 или 3 сезона за која што со внимание се следи и тоа како треба да се отстапи место за неа, ако вреди нешто да се каже, се разбира. Меѓутоа, предимство секоја ќе давам на новите со оглед на тоа што им треба тоа дополнително промовирање за, се разбира и вие да погледнете нешто што можеби не било на вашиот радар на внимание. Во јули 2019 година FX ги нарача првите 2 епизоди од серијата, иако BJ се обидел дури да го најми Джек Николсон за одредена епизода, не го добил и се откажал од снимањето на истата. Се надеваме дека Джек ги има погледнато што всушност содржи оваа серија и која е целта и можеби ќе размисли уште еднаш за наредна сезона. Во серијата станува збор за мноштво на негативни одлики на модерниот човек, како што е, нели, лажното сведочење, прикривањето на вистината, арогантноста, брзото збогатување, дефицитарност на етички и морални норми, правото за поседување на оружје, негрижа за последиците од донесените одлуки, реваншизмот, значи бирајте ги, има сите теми кои што ги напоменав, некои повеќе, некои помалку, иако ова пред се карактеристики кои го гнаселе човекот од почетокот на човештвото. Во оваа серија се наоѓа начин како да се модернизираат овие проблематики, односно се стават во контекст на модерното турбулентно време, со кој пред се соочува човекот во многу бизарни
околности, односно тука се онлайн троловите, тука е насилството со оружје, перформативното пробудување, ако така може да го наречеме, и се разбира глорификацијата, односно славието кое што го добиваат јавните личности, односно популарно наречените селебритија, односно звезди. Тука доаѓа намената на сатирата и хуморот, односно процесот на исмевање на недостатоците на човекот, што според мене се свети жанровски прерогативи и не смеат да бидат занемарени. Таа креативна слобода мора да ја има авторот, сметам дека таа треба да му биде загарантирана, но со секоја слобода доаѓа и одговорноста и кон материјалот и кон гледачот. Сега, негативната критика најчесто се однесува на наклонувањето на авторот на самата серија кон либералните принципи и исмевањето на догмите на традиционализмот и републиканците пред се, и ова подпирање на либерализмот ја разгневи всушност поделената публика. Тука лежи клучниот проблем зошто добива негативен публицитет пред се оваа серија, затоа што гледачите, и тука и се во право, дека еднострано е толкувањето на решенијата, односно понудените решенија и всушност потенцирањето со прстот во постоечкиот проблем за кој што се говори во рамките на една епизода. Проблематиките најчесто се актуелни конфликти кои се родени на социјалните мрежи, доведени се до екстреми, се разбира, тоа фикцијата го допушта и пред се го промовира. Според мене, компликациите настануваат во самата премиса, односно тука панот е намерен, именно постановката на епизодата умее да биде прекумерна и со тоа да се граничи со неубедливост, а не е од помош и наглиот епилог, кој е пресечен со остар нож, кој точно е дека треба да го присили гледачот, нели, да размисли со сопствена глава, што делува ефективно во одредени епизоди кај што крајот е шокантен и треба да го остави гледачот без спорови. Меѓутоа, во полежерните епизоди, ајде така да ги наречеме, тоа представува своевиден проблем, заради тоа што делуваат епизодите како да се непремислени сценаријата, односно како да се недоработени, како да самиот тој панчлайн, како што го викаат стендап комичарите, односно самото тоа акцентирање на проблематиката, баш со тој нагол пресврт, некаде знае да биде ефективно, некаде не баш толку. Таму каде што не е ефективно, тука сметам дека квалитативно губи серијата. Најдобар пример за ова е за квалитетите втората епизода, најдобар пример за неквалитетите е третата епизода. Не е доволно смешна да се нарече урневесна серија, меѓутоа не е доволно и продлабочена мелодрамата за да се нарече, нели, успешна драмедија. Плива во еден недофатлив амбис кој нема да биде дефинитивно посечив вкус, но воопшто не се наивни епизодите. Не е наивна ни проблематиката, иако некаде делува дека некалкулирано се влегува во незината обработка, сепак целта на авторите е да се обрне внимание кон овие искарикирани проблематики, кои што се доведени до екстреми, како што потенцирав, иако некои од епизодите на прво гледање делуваат дека се прилично наивни, меѓутоа кога ќе останете малку подолго со размислувањето за серијата, ќе согледате дека па и проблемот не дека нуди некои си длабински поголеми решенија со оглед на тоа што Америка се наоѓа во тоа поделено општество во кое што не сака да си ја подаде раката од едната или од другата страна на равенката. Така што круцијални и маркантни проблематики отвара, кои што може би да, денес доста наивно изгледаат, конкретно за нас изгледа многу наивно заради тоа што ни се далечни, меѓутоа во напредните општества, да, до тука се дојдени и тука се екзистенцијалните кршења на копијата кои што се борат помеѓу себе. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, продолжение ги слушаме Stone Deaf
односно ќе слушнаме композициите Cloven Hoof, Polaroid, Death Ray и Gone Daddy Gone. Тоа се 4 композиции од нивниот албум Killers, односно станува збор за бенд кој што ни доаѓа од пустината, односно пустински звук промовираат за сите љубители на Queens of the Stone Age, за Кајас и за Melvins, значи станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Колорадо. Бенд кој што се моќни хард рок елементи употребуваат, меѓутоа гранџерскиот и во комбинација со пустинскиот стонер рок и тоа како е една интригантна комбинаторика која што овие момци ја промовираат со нивното одлично студиско издание именувано Killers. А потоа се вклучувам во да ви говорам за 5 епизоди кои што ги содржи The Premise. Така што уживајте со Stone Death. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 57 издание, посветено на ТВ серијата The Premise. За епизодите на ТВ 103 кои што се фокусирани на антолошки ТВ серии, не отстапувам во овој сегмент, односно во вториот сегмент на елаборацијата, простор за анализа само на ликовите, заради тоа што погубно е, бидејќи секоја епизода се појавуваат нови актери и нови улоги и сметам дека поефективно би било времето потрошено доколку се анализираат епизода по епизода и таков ми е принципот кога се антолошки серии, баш поради тоа што има диверзитет на теми, така сметам дека треба и да се движиме во рамките на ТВ 103, така што фокусот ќе биде посветен на првите 3 епизоди во овој говорен сегмент, односно серијата ја започнува Social Justice Sex Tape, режирана од Китао Сакураи, а сценаријата е на BJ Новак и Джоси Дафи Райс. Епизода во која обвинет е протестант за Black Lives Matter, односно поддржувач на оваа иницијатива, кој се смета дека е предизвикувач на полициската бруталност. Секогаш има тука едно големо арно ама. Оваа конфронтација е снимена, меѓутоа на домашна видеоснимка од секс на еден лик, белец, кој сака да помогне на каузата, но се срами јавноста да го дознае неговиот сексуален чин. Конкретно не е баш репрезентативен за неговата спретност, меѓутоа кога ќе биде оквалификуван како доказен материјал во судскиот процес, почнува да биде исмеан неговиот чин, со оглед на тоа што нели овој секстейп ќе заврши некако магично во досег на јавноста. Оваа луцина епизода во неја конкретно може да ги забележиме судирите на горчината на вистината и благоста на хуморот кој што се вплотени во неја. Директно се поставува, директно гледачот го поставува всушност во прашањето за легитимитетот на полицијата и протестантот, односно во епилогот единствениот кој губи е всушност човекот кој мислел дека ќарил на снимката, условно кажано, замете го тоа во наводници. Неговиот интегритет е загрозен, додека се обидуваат нели да го зачуваат туѓото достоинство. На страна што полицијата реагира недоветно, мислам дека гледачите не ја зедоа предвид суровата вистина која ја крие епизодата, кога за црниот живот, односно за животот на афроамериканците сите се грижат, но никој не се грижи за животот на привилегираниот белец, кој е исмеан, иако е всушност спасителот кој што го дава доказниот материјал, кој што слободно можеше да си ја крие неговата снимка, ниту јавноста ќе дознаеше, ниту па ќе беше дискредитиран и исмеан од нивна страна и афроамериканецот ќе си завршеше едно 10-20 години во затвор. Така што секое добро дело не останува неказнето во оваа ситуација. Изместеноста всушност на вредностите е круцијалниот чинител во оваа епизода, но сите се фатија за исходот од полициската бруталност, а не се
не всушност за средствата со кои се доаѓа до целта. Бен Плат, Айо Едебири и Трейси Елис Рас глумат во оваа епизода, 9 од 10 според мене, една од по-квалитетните во оваа серија, а втората епизода е Moment of Silence, режирана и напишана од страна на Биџеј Новак, според мене најквалитетната епизода во серијата, која што го има еден од најопасните пресврти, беше пример за квалитативите кои што и поседува оваа серија, именно Џон Бернтал, односно попознат по улогата на Панишер. Во истоимената серија глуми новодојден чиновник во компанија која е лобист за оружје, аналогна на НРА можеби, кој што поминува низ процес на интервјуа за да си ја обезбеди работната позиција зад бирото. Меѓутоа, постепено се обелоденува мистеријата околу неговиот живот и кога ќе дознаеме зошто всушност се нафатил да работи таму, веќе е предоцна да се повлече од зацртаните намери кои што ги има и тука серијата го достигнува својот врв, кај што немилосрдно ескалира, односно еруптира. Така што голема е вештината со која се крие неговата вистинска, заменета со лажна намера, која ја глуми Џон убедливо. Тука се запрепастува гледачот од самиот епилог и ако првата епизода не беше јасен индикатор од која страна на линијата се наоѓа Биџеј Новак, тогаш во оваа немилосрдна епизода многу јасно доаѓаме до заклучокот дали е за или против носењето оружје, така што оваа фабула содржи тензија која е толку густа, која не се сече ни со нож, а не па со пиштол, штом согледаме кои му се целите на ликот. Истрел директно во срцето. Ако ја преживеете оваа епизода, нема да имате проблем со серијата, иако останатите сметам дека воопшто не се дораснати со квалитетите кои таа ги поседува. Значи, покрај Џон Бернтал, во епизодата глумат и Бойд Холбрук и Боб Бриджес. Едноставно нема повеќе што од 10 да дадам за неа, доколку се разбира би ја оценил. Трета епизода е The Ballad of Jesse Wheeler. Се извинувам, режија и сценарио исто така на Биџеј Новак, а во рок-н-рол албумите по жестоката композиција следува лежерна балада, па по суровиот реализам кој што ни го нуди втората епизода, следува една лефтерна и можеби најнаивната епизода во серијата, која ги тематизира најмладите, со оглед на тоа што една славна личност се враќа во своето училиште, кај што има завршено и нуди можност за најдобрата ученичка или ученик да поминат една ноќ со славната личност, која може да вклучува и секс, за да ги мотивира, нели, за да учат и да станат, нели, најдобри ученици на школата. Епизодата го посочува губитокот на вредностите по и пред се пасијата по славните личности, налик Џастин Бибер и такви познати фаци, условно кажано, кај што фановите се би направиле за нив, додека тие нели ги користат за исклучиво за себе промовирање, да бидеме реални. Инстантна слава ги прави да размислуваат со начелата за инстантна популарност, која ја наметнуваат пред се кај младите. Се идолизира плиткоста и се обезвреднуваат всушност вредностите и начелата кон кои што би се стремеле младите, кои репер ги земаат буквално овие момци и девојки кои што животот на послужавник им бил даден. Огледалото е накривено и сакале или не оваа епизода е најблиска до трулата реалност во која што ние денес живееме. Лукас Хеджес, Кейтлин Девер и Ошеа Джексон Джуниор глумат во ова 7 од 10 епизода, ако веќе така може да ја оквалификувам во некое си свое видно рангирање. Овие оценки ви ги давам за да може да дојдеме до севкупната оценка која што би математички би се постигнала со збир на сите вредности и делењето на бројот на епизоди, што сметам дека е најверодостоен начин за да се рангира една антолошка серија со оглед на тоа што 5 епизоди, ама буквално имаат различен квалитет и нема конзистентност во поглед на
темите и начинот на кој што ги обработуваат, бидејќи се комплетно и диаметрално спротивни. И затоа сметам дека оваа анализа епизода по епизода е најсоодветна за да дојдеме до суштината всушност на оваа серија, да ги анализираме деловите за да ја погледнеме сложувалката кога ќе се комплетира од дистанца. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, именно во продолжение ги слушаме Monolord со композициите To Each Their Own и I'll Be Damned, односно композиции од Your Time to Shine, новото нивно албумско остварување. Именно станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Гетеборг, односно од Шведска. Станува збор за doom metal бенд, оформен 2013 година, едно моќно трио, кое што има до сега издадено, ако не се лажам, 4 албуми. Ова е фактички петтиот нивен албум. Предходниот беше од 2019 и гласеше No Comfort, односно Your Time to Die, со една евокативна обвивка на кое што имаме едно зајаче околу кое се наоѓаат цветови, една мистериозна пред се обвивка која сведочи за субверзивноста пред се која ја поседуваат и недореченоста во самите 5 композиции на овој албум, прилично долги, меѓутоа мораше да се изберат пократките за да се почувствува всушност која е тежината на овој сладжерски и психоделичен призвук кој овие шведски думери го поседуваат. Така што продолжение ги слушаме Monolord и потоа се враќам во етер да ви говорам за преостанатите 2 епизоди на серијата The Premise. Уживајте. Вие слушате радио канал 103, ова е 57-то издание на емисијата ТВ 103, посветено на ТВ серијата The Premise, за самиот крај на емисијата ќе продискутирам за 4-та и 5-та епизода, односно со оглед на тоа што станува збор за антолошка ТВ серија. Фокусот ќе биде посветен на секоја епизода засебно, заради тоа што си има различно действие, различни ликови и различни проблематики кои што се разработуваат. 4-та гласи The Commenter, односно режирана од страна на Дарија Жук и сценариото е на Джија Толентино и на BJ Новак, односно креаторот на серијата. Уште една епизода која допира до Инстаграм генерациите, кај што еден погрден коментар на фотографија, кој што гласи дека девојката која се наоѓа на фотографијата е површна, односно фолирантка, вреди многу повеќе за неа од илјадниците комплименти кои што таа ги добива, се извинувам. Таа се депримира, што не може да го разубеди тој што коментира во спротивното и подготвена е да оди до екстреми, само за да може да дојде лице во лице со него и да го разубеди во неговите ставови. Епизодата е многу гласна во поглед на површностите за идеализираната слика и прилика која ја проектираме за нас на социјалните мрежи и навредени сме зошто сите не сакаат, како е возможно тоа некој да има спротивно мислење за нашата позиционираност во животот. Имено големо време и голем аспект воопшто се дава, големо мнение се дава на проблематиката за тоа кога еден ќе каже некаков си негативен коментар и доаѓа лавина на circle jerks, односно на пролонгирање и продолжување на тоа легитимно право кој што некој си го зема да навредува некој друг и сите се приклучуваат на сеирлукот и на демнењето од страна на екраните, од безбедноста на својот дом и затоа од една страна оправдливо е загрижувањето и на еден негативен коментар која ќе се добие, меѓутоа фиксацијата и обсесијата со тој коментар е комичната позадина на самата епизода. Говори пред се и од друга страна за зависноста од постојана валидизација и курвање за внимание, но фиксацијата на негативниот коментар всушност е еден интересен феномен кој што го плени ликот, што сметам дека содржи една
мала вистина за постојаната потреба да бидеме прифатени од сите, но уште од хипизмот до ден денес требаше да научиме лекцијата дека може би луѓето па и не се сакаат сите помеѓу себе, туку едноставно благо речено се толерираат додека имаат некаква си корист помеѓу себе. Делува наивно и излишно епизодата, ама мислам дека поради лесната достапност на проблематиката неправедно ја занемаруваме и постојат неоткриени неврози за однесувањето на социјалните мрежи кои може би подлабоко да се откријат во иднината, меѓутоа сметам дека денес е многу свежа раната за оваа тема да се говори, иако директно допира до целта каде што е наменета да удри, односно на таа фиксација со негативностите кои што многу лесно преминуваат во навреда на нечiji карактер, само поради тоа што нели сите ја имаме таа слобода на демократијата да си го изразиме нашето мислење без да размислиме уште еднаш на последиците кои што тоа може да ги предизвика или едноставно да биде еден неправеден вентил на излевање на сопствените фрустрации врз нечiji друг идентитет. Лола Кирке, Соко и Силвија Грейс Крим се актерките во оваа епизода, односно и таа ја рангирав со 7 од 10, исто како и претходната, иако сметам дека е нешто поквалитетно од тоа, меѓутоа добро е да се има оваа оценка предвид, за да може да се рангира нешто повисоко наредната, односно последната епизода од оваа серија, Butt Plug, режирана од страна на Джейк Шриер и напишана од Биџеј Новак, односно Биџеј Новак во секој случај учествува на сценаријата на 5 епизоди. Финалето на сезоната е еден виц кој е пролонгиран и доведен до екстреми, односно имено едно дете кое е малтретирано, тоа е злоупотребено во училиште и смеано, станува мултимилионер, предводник на една компанија, и детето кое го злоупотребувало е пораснат маж кој сака да вкуси дел од неговото богатство, па во стадиум на очај бара работа од него, на што ќе најде на еден невообичаен предлог и оно да се откаже од неговиот професионален ангажман во рок од една година и се што има, и односно совкупното време кое што го има на располагање, да го вложи во создавање на совршен батплаг, кој ќе го презентира пред бордот на директори и доколку им се допадне овој негов уникатен дизајн и функционалност на тој совршен батплаг кој што го бара од него неговиот поранешен непријател и жртва на врсничкото насилство, ќе биде вработен и ќе ги добие погодностите кои што сака да ги има за да си го обезбеди неговиот фрагилен живот. Секако дека може да погодите како ќе заврши презентацијата, со оглед на тоа што реваншизмот е тематска одредница на оваа епизода, но последната реплика, односно ќе парафразирам, сега тој нека се носи со неправдата, е еден енигматичен потек во овој атипичен дуел, кој што допира до етичките одговорности и пред се грижата на совест, која го нагризува здравиот разум. Имено, со тоа се потенцира дека тој што го злоупотребувал, односно тој што го малтретирал дечкото, има некаква си своевидна грижа на совест поради тоа што го има направено злоделото, без разлика што со половина уста се извинува за штетата која што му е направил, меѓутоа нема никакво извинување кое што може да надополни и да компензира за нечија злоупотреба. Тоа никој нека не се лаже дека може да со едно извини да помине, посебно не со некој извини кое што не може времето да го врати назад. И поради тоа сметам дека тежината се обидува да ја пренесе со кршењето на неговото его на неговата жртва за таа да биде злоставувачот и да треба да се носи со
маката, односно со болката која што предизвикува грижата на своја сушност, со оглед на тоа што се реваншира. Не знам колку одмаздувачот ќе свати дека топката е префрлена во неговите раце, со оглед на тоа што има уништено мноштво животи без око да му трепне. И е доста симптоматичен крајот, кој не сум 100% сигурен дали вроди со саканиот плод, меѓутоа е уникатна дефинитивно епизода во серијата. Даниел Дае Ким, Ерик Ланг и Брайан Бет глумат во неа, односно 8 од 10 ја оквалификував оваа епизода и всушност 8 од 10 е оценката која што е севкупната доколку се сумираат деветката, десетката и седмиците во една како средишна оценка со која што морам да ја дадам на серијата The Premise, така што ако сте заинтересирани да погледнете на ваква кратка и доста проблематична антолошка ТВ серија, провокативна пред се, тогаш The Premise е дефинитивно за вас. А за вас ќе бидат и последните две композиции кои што ќе ги слушнеме денес, односно доколку имаме време, а претпоставам дека ќе имаме, ќе ги слушнеме Pious, односно Our God Carries a Bazooka и Raved by Dragons, односно две агресивни композиции од бендот кој што ни доаѓа од Луизијана, односно од Нью Орлинс. Поточно стонер, ајде веќе сладж бенд да ги наречеме. Pious беше првото нивно EP издание, а овие две композиции се наоѓаат на нивното прво студиско LP, односно прв нивен долг албум, кој што го носи насловот The Crawling Head. Напоменувам дека со овие две композиции ќе го завршиме 57-то издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците на првата сезона на The Premise. TV103 уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао!